Добар ден на сите. Она што јас ќе го зборувам сега е веројатно малку надвор од темата на оваа конференција, меѓутоа ќе видите дека навистина има зошто да се зборува и на оваа конференција на ваква тема. Значи, Тодор Плаушковски, или на албански беше Плаушку, е роден на 10 февруари 1918 година и беше еден од најзначајните, или ако не и најзначајниот отец на сите македонци во Албанија. Неговиот најголем предизвик секогаш беа, мислам зборувам јас, во минато време, меѓутоа во минато бидејќи јас лично го познавав него и од сето она што тој ми го имаше кажувано го говорам ова денес. Неговите најголеми светители беа Кирил и Методи. Како звезди буквално ги имаше на небото, со тоа што цело време кога проповедаше или кога им зборуваше на македонците низ сите села во Голо брдо, таму им кажуваше дека доколку Кирил и Методи не биле, нема да бидевме ни ние денес христијани. Исто така, да не да не претераме само со Кирил и Методи, Климент нему му беше еден од тие светители кои што му беа многу битни, меѓутоа Кирил и Методи беа основата. Значи, фактот што ете меѓу македонците во Албанија, каде што во голем еден период била забранета верата, се појавува Плаушковски. Тоа е една од ситуациите кога никој буквално не верувал дека е можно некој да се нафати да работи таква работа која што би била против албанската држава, односно против Енвероџа. Меѓутоа, ете, поп Тодор тоа го работел и секогаш имал пречки во неговата работа, како што тој самиот кажуваше, дека многу повеќе имал мака од своите, односно од оние кои што му дишеле во вратот отколку од туѓите. Ваквата ситуација, значи, била многу поизразена после 1967 година, кога со декретот нели во Албанија се забрануваат сите верски објекти, не само цркви, туку и џами. Значи, воопшто верата била тргната настрана. Албанските власти во сите цркви, во сите духовни храмови, не само православни, туку и католички, туку и муслимански, наредиле да се растураат, да внатре да се чуваат кози, телиња, така што на тој начин сакале да ја искомпрометираат верата како едно чувство кај македонците, кај населението. Тука нормално спаѓало и македонското население. Она што тој го кажуваше беше нешто што не му најтешко му паднало, тоа било дека стигнала и наредба не само да се уништат духовните храмови, туку и да се соблекуваат поповите, како што тој кажуваше. И ќе го цитирам сега, затоа што тоа ми е снимено од него. Вика, до 7 април јас не се слекував, оти мислев дека ќе дојде нова заповед и ќе ни се врати пак верата. Ама ете не дојде. Вечерта на Благовец викнав еден комшија да ми ја истрижи косата, се избричив, оти морав да одам по законот. Кога ја тргнав мантијата, мене ми се стори како да ме присилиле да се слечам гол и посокак да одам истеран. Не ме фаќаше сон, ќе станев и ноќе и пиев ракија само затоа што не можев да одам и да си ја проповедам верата. Ајде, и во Пасинки, тоа е едно село исто така, кое што е во Албанија денеска, беа многу сиромаси, ама ете собраа 300 леки да ми платат само да им крштевам дете. Беше многу тешко и со облекувањето на мантијата многу тешко го преживеав. Кога одев во црква, јас имав само една наметка, како избркан. Така што сите овие работи кои што тој ги преживувал и ги преживеал, фактички верувајќи во православието, верувајќи во тие звезди за кои што претходно зборував, и беше многу
показателно, да речам, да каже дека со текот на годините, ете јас, вака вика тој, ги читав текстовите за работата на Свети Кирила и Методи, за нивното значење за словенските народи. А тоа сознание им го ширев и на верниците, заедно со словото на православието и дури во времето на енверизмот. Си научив од една верска книга, која што беше забранета, дека во 843 година бил некој иконопоклонец во Цариград и тој рекол да се урнат сите икони и да се урнат црквите. Така пишуваше во книгите свештени. Сакам да кажам дека во најтешките времења за православната, односно за верата во Албанија, вклучително и за православието, поп Тодор бил еден од луѓето кои што непрестано бил присутен во домовите на македонците. Викаше, пак ќе цитирам, шпионите веднаш трчаа да им се додворат на властите и еднаш мене ме викнаа и ме прашаа: оти ти вака Великден им го правиш на вашите? Јас им реков: не го правам јас Великден, тие си го прават, оти со бели јајца Великден не бидува. Потоа ми се свртеа комунистите и ме накодошија дека сум ја држал верата и на покојни и на новородени. Така што сето, целиот негов живот се сведува на неколку пати затворање во затворите по Албанија, маченички е тероризиран, тортуриран. Меѓутоа, ете, неговата вера и неговото здравје успеале да се изборат и со Енвера и со Енверовото време, така што после смртта на Енвер Хоџа на 11. април 1985 година, тогаш почнуваат едни срамежливи обиди во албанската држава да се поврати вероучењето и да се дозволат повторно обреди во православните и муслиманските храмови, а за тоа време поп Тодор вика: кога повторно се дозволи верата, јас како да се преродив. Тогаш ме пуштија во Кабата, во митрополијата во Тирана, и таму седев до томина недела или една недела пред Великден. И до тогаш јас бев јас. И им реков: ако има повереници за вера таму, тие мене нека ме пуштат назад во Голобрдо, зашто таму има многу христијани. И ако умре некој им треба поп, и ако треба да се крсти дете им треба поп. И тие ме пуштија да му служам на македонците кои што останале по селата, и така јас си дојдов меѓу мојот народ во Голобрдо. Имав една касета со верски песни, која тогаш им ја пуштав да свири во црквата за сите наши празници. Така што, говорејќи за Кирил и Методи, не можеме да не знаеме некои работи кои што им се случуваат и на македонците надвор од нашата држава, а кои што навистина се вложиле во распространувањето и во знаењето меѓу народот за Кирила и за Методија. Поп Тодор Плаушку беше на албански, тој самиот си викаше дека е плаушковски, се упокои на 18. октомври 2012 година во Драч, таму живееше со неговиот син. Меѓутоа, она што е многу значајно е да се каже, мислам значајно од гледна точка на тоа колку беше почитуван, кажуваат дека на неговиот погреб имало толку многу луѓе колку што немало ниту за еден политичар во Албанија. Така што, значењето на еден мал, да речеме, отец, сред македонците во Албанија има огромно значење, затоа што Кирил и Методија навистина за него, онака како што беа звезди, им ги остави тие и на македонците и ден денес. Ви благодарам.